за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер од студиото на Радио Слободна Македонија. Ве поканувам да го проследите најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Денеска е прекрасен ден, празник над празниците во христијанството. Денеска е велик ден и затоа и вечерава дозволете ми на сите верници од православната вероисповед да им го честитам овој значаен празник, кој што всушност представува празник над празниците, песна над песните, како што често пати за овој празник и можеме да кажеме. Но сепак нашиот лајтмотив на емисијата и концепцијата и поставеноста на емисијата за македонските работи е всушност диаметрално нешто спротивно на овој наш велик ден, а ако сакате и на 1 мај како празник на трудот и така натаму, од проста причина што ние дискутираме за некои парадоксални случувања кои што се на македонската плуралистичка политичка сцена. Дискутираме за политиката. И овој пат нема да излеземе од клишето, од проста причина што иако се денови на примеријето, ако може така да се каже по знак наводници, политичарите не знаеме што ќе ни донесат утре. Длабоко сме навлеговме и во втората, ако може така да се каже, деценија на 21. век, на 21. столетие. Но според постапките, морам да констатирам, и манифестацијата на она што ни се случува, пред се мислам на уличната демократија, се уште изгледа сме во пазувите и не можеме никако да се отргнеме од мрачниот среден век. Всушност, што ни се случува? Нам, македонците, граѓаните на оваа парче македонска земја која што низ историските премрежи и патила конечно ја доживеа самостојноста и суверенитетот, кој што всушност е сон на многуте генерации на нашите прадедовци, татковци, сон, мора да признаете, на мојата, на твојата, на вашата генерација. Граѓаните мора да знаат вистината. Дали некој од политичките фактори во земјата свесно игра на картата на странецот, од која страна дуваат ветриштата и често пати оноа што го негираат оние во наводници добрите познавачи на политиката. Дека воопшто не станува збор за меѓународен фактор, за странска држава или личност која што се на некој си начин вкорпорирала во режисерството на политичките настанувања и во Македонија и во своите раце ја држи диригентската палка. Исток или запад? Впрочем, јас би поставил друго прашање. Каква Македонија барат оние кои што и се намерачија на нашата земја? Значи, сепак го поддржувам ставот на оние кои што сметаат дека тука прсти имат замешано и странците. Доколку потрезвено се подразмислиме, не е во прашање само Македонија, туку Балканот. Оној стариот немирен Балкан кој постојано е во интересната сфера на другите, а кој што се наоѓа сликовито речено на бурето на баротот, што фитил е во рацете токму на странскиот фактор. Тој конфликт на интереси помеѓу светските моćници повторно по кој знае кој пат му се намерачи и се добива печаток само кога истиот ќе биде потполен. Зошто токму македонци? Зошто токму Македонија на тапет? Македонија е во центарот на збидувањата, почитувани. Таа е средишна алка од синџирот на тој секогаш непредвидлив и бунтован Балкан. Се надевам дека ќе се служите со оваа констатација, затоа што Македонија има стабилна, силно и ориентирана влада кон просперитетот на државата и кон низините граѓани. Тоа и декларативно го има докажано. Затоа што Груевски е тип на политичар кој што не витка, туку така кичма. Кој што за интересите на својот народ не потпаѓа под туѓи влијанија. Затоа што нарабоченијето од поранешните погибелни искуства, историјата ја прават мајка учителка, како понатаму да стигнеме до зацртаната цел. Ќе се служите дека после распадот на поранешна југословенската заедница на народите и покрај тежнењата за влез во евроатлантските асоциации, единствено Македонија, па до некаде би рекол и соседот Србија, не го декларира јасно курсот по кој што ќе заплуват. Иако на прв поглед тоа не изгледа така. Ние декларативно се изјаснивме дека сме за
евроатлантските асоциации и тука ставаме точка. Повторно, но не по своја вина, туку поради двете болни и огромни понижувачки нешта што одлабоко задираат во интимата на поимањата на политиката и на развојната компонента да се задржи чекорот со модерните општество во Европа, нашите ставови се декларативно јасни. Србите нека му ја размислуваат. Сега не се тие тема на денешна вечерашнава наша емисија, ако мечката заиграла во комшиите, нека мислат. Секој со своји проблеми. Ние македонците имаме агенда. Имаме платформа, развојна реформска стопанска компонента која што во иднина е добитната комбинација за нашиот прогрес, за развојот на Република Македонија. Но целта е сосема друга. Ваквата стабилна и силна влада очигледно не им е потребна, особено на туѓинците. Па би рекол и на поголемиот дел од европската почва. Мислам на земјите кои што вака асоцираат на некој си начин токму според протежирањето на политичките компоненти во своето обстојување. Ваквата пак силна и стабилна власт го има народот. Тој не се откажува од своите корени. Народот има наследена почва од прадедовци и големи народни синови кои за македонската кауза ги дадоа дури и своите животи. Да, токму така. Трн во окото на оние што ја сакат првласта на Балканот е токму светото за нас име Македонија. И сите копја почитување ќе се сложите се бијат токму околу името Република Македонија. Тоа свето, наследено и од Бога дадено име Македонија, кој што за нас представува икона, за нас македонците, за православието во Република Македонија. Тајствениот пак чадор, некои платеници од надвор, пред се мислам невладени организации под капата на Сорос, не сите, чест на исклучоците, домашните извршители на туѓите сценарија, глобалниот светски тероризам, бегалската емигрантската криза и меѓународниот скандал во која свесно ја турна Република Македонија, сериозно се закануваат врз незината стабилност и незината безбедност. Добро, па тогаш да прашаме која е цената и за кого се работи сето ова, за чии тоа интереси? Не сме толку наивни за да подлегнеме на манипулациите кои што постојано се сервираат во јавноста. Ќе одам малку подалеку, поставувајќи го следното прашање. За кого се одработува да се урне македонскиот безбедносен систем? Кому ваква и му пречи Македонија? Малата Македонија, во наводници. Повторно во прашање да го спомнеме името, но дали платената Соросова армада за корените преврати во туѓите општества ги активира домашните пипела и кај нас? Која е пак нејзината улога и која е нејзината цел? А да не зборуваме кој е бенефитот што треба да произлезе од сета ова рашомонијада на политичката сцена во Република Македонија. Праксата покажува и потврдува дека парата на западните олигарси во раците на задолжените за водење кампањи за дестабилизација може буквално се, па и промена на власт без волја на народот, ширејќи ја на тој начин превласта, пред се мислам на Балканот, во трката со ривалската велесила од истокот. Дали Македонија треба да биде монета за подкусурување на нечие воспоставување на геостратешка линија, демаркациона линија, така да наречене помеѓу истокот и западот? Многу прашања почитувани поставувам, но на некој си начин и си тие во себе го содржат одговорот на сето ова што ни се случува, на сето ова кое што без наша вина го доживуваме на стартот, ако може така се каже, или во втората деценија на третиот милениум абсурд. Последните настани на скопските улици и девењето со цел предизвикување немири, покачување на точка на вриење на меѓуетничките односи со цел придобивање на поголем број симпатизери за воведување друг вид демократија, соборување на легитимната и воведување на марионетска власт, нешто е несватливо за нашите погледи за развојот на општеството. Ајде да наречеме обоена, шарена револуција, или ако сакате според мене и некоја си Бенетон револуција, со или без лидерот на опозицијата, нема туку така да заврши без една испорачена завршница по примерот на соседната Србија. Се сеќавате на така наречената булдожер револуција и насилното тргање од власта на тогаш актуелниот Слободан Милошевиќ. С краја да е.
с краја да се случи втор Мајдан или поточно речено македонски Мајдан во Скопје. А Македонија, која се најде на овој геостратешки крстопат, каде што се бијат се поинтензивно битките за поместување на демаркационата линија за која што претходно зборував, помеѓу Исток и Западот, е ставена во состојба да се биде или не. Епилогот не го знаеме, но посакуваме да надвладае разумот, особено кај македонскиот блок партии, да сочуваме присебноста и водени од патриотското, она што останало кај нас, да ја сочуваме Македонија. Ние македонците, почитувани, немаме втора или немаме резервна татковина. А оние познати незнани платени симпатизери кои што се кријат под плаштот на Соросовиот институт за општествено општество, медиумите финансирани со исти пари, опозиционерите кои од партиските чувства и патриотски чувства како борци на демократијата за само 1300 денари, една пица и дезерт уништуваат се пред себе по улиците на главниот град, лидерот чие време што одминува, странските подржувачи и пишувачи на темните сценарија во Киев, Египет, Грузија и други инволвирани во овие немили настани, нека разберат еднаш за секојаш. Се случи еднаш, ќе се случи повторно народ. Нема место, нема клима, нема атмосфера за инсценирање предава во Македонија. Скопје, како што претходно реков, нема да биде реприза на Киевскиот Мајдан. Ние го имаме македонскиот народ, кој знае да одговори на сите провокации и искушенија, имаме Македонија, која што е потребна на Европа и на светот, онаква каква што е, затоа што мора да постои и обстојува. Македонија е средишната алка, тоа не често пати го спорувам, клучна алка во така наречениот балкански синџир. Не прекинувајте го, почитувани моćници. И не случајно, Македонија е икона на Балканот, црква на Европа и манастир на светот. Почитувани, јас тука би предложил една куса пауза по минутите за релаксација, во кој што ќе биде поместено економско-пропагандната програма, дел од економско-пропагандната програма, како и пријатни музички ноти. Повторно се враќаме во студиото да го проследиме продолжетокот на најновото издание за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани, повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. За оние кои што подоцна се вклучија, вие го следите најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Вечерава повторно дискутираме за политиката и никако не можеме да се отркнеме, иако овие денови, овие минути се предвидени за семен спокој, мир и благопријатност во средината во кој што обстојување, сепак да не забораваме дека утрешниот ден или било кој друг ден повторно не враќа во реалити шоуто на македонската политичка сцена. Не случувањата кои што сакаме што побрзо да завршат и да ги заборавиме она што не се случува во главниот град на Скопје и некои од градовите на Република Македонија. Демонстрација, улична демократија и што ли се уште не. Да бидам искрен, повеќе пати сум се прашувал така гласно јавно кој тоа се уште упорно ја држи диригентската палка на сцената, кои како експерименти на лабораториски зајаци постојано ни ги сервираат во нашето и во обременете секојдневие во кое што живееме. Ајде по-конкретен да бидам. Кој стои за целото ова во безистурено и демонстрирано насилство низ скопските улици и некои градови во Македонија? Оној момент, кога и последната како аудиосеквенца од оваа трагична повеќечинка на балканските простори ќе ја доживеа својата изведба, странскиот притисок врз власта со закани за ембарга, санкции и економски блокади кон Македонија, тогаш се ќе излезе на виделина, но се плашам да не биде доцна. Со сила некој сака да ја урниса македонската економија која бележи европски резултати. Кому Македонија тоа му е трн во окото, да после еден век повторно да се парчосува се до незиното исчезнување. Или на крајот на криштата, кој ќе биде виновен за брадоломот во најава. Не, почитувани, не сакам да помислите дека сум песимист, дека сум страшливец, кој резигнирано ги следи настаните со кои е окупирана целата македонска јавност. Само критички се обидувам да го пејоративизирам овој наметнат и измислен и нереален свет во кој што живееме. Со еден збор, виртуелен свет. Затоа не случајно преку ехото на моите истомисленици го поставувам можеби парадоксалното во дадениот момент единствено прашање кое што е на иста бранова должина,
Дури и со немите наблюдувачи на настаните. До кога вака? Зарем веќе не е доста. Затоа вледечката партија на која народот им ја даде и изгласа довербата на легитимни избори, буквално попушта од самиот почеток на кризата, им го исполнува поголемиот број на желботеките на деструктивните политички опоненти. Зошто молчи? Зошто соодветно не одговори на провокациите и така натаму и така натаму? Прашање кој што често пати дури и на улица го поставуваме, особено ако се препознаеме на која политичка опција и припаѓаме. Јас многу добро го знам одговорот. И на истото мислење и по широката македонска јавност, на која е кристално јасно дека ваква силна и стабилна власт, вака силен и одважен македонски лидер како што е господинот Груевски, не сака опозицијата, не сака Европа, но не сака ни западната велесила. Имено, уште од самиот почеток на кризата, ВМРО-ДПН учествуваше конструктивно во надминувањето на истата со цел да даде целосен предонес за нејзино финализирање, што е можно побргу и што е можно со помали негативни последици по економијата и граѓаните да се заврши сето ова. Некој оправдано веќе веднаш ќе запраша, па тогаш зошто беше потпишан и мораше ли да се случи договорот во Пржино и неговата имплементација? Дали се тргна наопаку од така наречената кота Пржина? Да се подсетиме. Според овој договор, символиката помалку можеби ќе ве асоцира на Охридскиот рамковен договор, беше формирана државна изборна комисија која ќе има довербата од 4 најголеми политички партии, кои што го тоа потврдија со нивниот параф, со нивниот потпис на документите кои што поточно проследија од Пржинскиот договор. Беше формирано, да се подсетиме, техничка влада за спроведување на изборите во која што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија доби 2 министри и 3 заменици министри во владата на Никола Груевски. На некој си начин стана коалициони партнери. Трето, премиерот Никола Груевски си даде оставка и тоа на 100 дена, според заклучоците на Пржинскиот договор, 100 дена пред изборните закажани, но се сеќавате за кога? За 24 април. Беше формирано специјално јавно обвинителство. Беше донесен и изборен закон кој што беше едногласно усвоен од страна на Собранието на Република Македонија. Сепак, на 24 април немаше избори. За ваквиот потек се воздржувам за коментар, бидејќи мојата компетенција не задбира толку далеко почитувани слушатели. Јас сум овдека уредник, водител, јас полемизирам, поставувам тези гледани од мојот аспект, но се има своја граница на толкување. Не сакам да го узурпирам правото, како што реков, на водител и уредник на оваа емисија и да пласирам нешто што далеку од логиката, далеку од разумот. Сепак, ВМРО-ДПМН и тогаш постапи конструктивно затоа што иднината беше во прашање на нашата земја. Според повеќето, без некоја логична причина, ВМРО-ДПМН ја прифати промената на изборниот датум. Се сложил. Не му беше тоа, ама баш од никаква помош на Зоран Заев. Неговите бомби, се сеќавате, не дадоа ефект. Неговиот низок рейтинг, немање подршка од граѓаните, уште повеќе го изфрустрира, поради неговите деструктивни политики, што беше гаранција за пораст на изборите било кога и да се одржат, тој реши едноставно да бара померување или поместување на изборниот датум. Наместо на 24 сето тоа да се април, сето тоа да се случи на 5 јуни. Со бегањето од закажаните разговори во Виена, Заев уште еднаш потврди дека е во паника од соочување со народот на изборите закажани за 5 јуни. Тој е свестен дека Македонија не го поддржува него и неговите политики за понатамошно продлабочување на кризата и разорување на земјата. Од таборот пак на влаедечката партија се огласија: ВМРО-ДПМН било и ќе остане конструктивно кога е во прашање иднината на Републиката Македонија. Зад нас останува Пржино, а каква е судбината на сето ова? Секако дека следи завршница. Следи завршница на ова, јас би го нарекал, реалити шоу, кое што ни го понудат протагонистите на македонската политичка сцена. Нам не ни преостанува ништо друго, туку да ги коментираме актуелните наставни околу изборите, ставот на меѓународниот фактор инволвиран од самиот почеток во Пржинскиот договор, настапот на партиите и нивните лидери во термините што следат,
мислењето на граѓаните и нивното учество во конечната разрешница за кризава и изборите и многу други работи, тесно поврзани со темата која што често пати е тема на неделата, која веќе 2 години е во фокусот на нашите интересирања. А запршката од пржино останува додаток на јадењата што ни го подготвуваат политичките опоненти, секој на свој начин и секој по свој ред. Почитуване, јас уште една би предложил пауза. Дали ќе биде тоа музичка, се зависи од режисерот на ова издание на емисијата. Во секој случај, ќе се слушнеме покуса пауза, која што ја најавив, повторно ќе продолжиме со емисијата за македонските работи. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели, еве повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие сте на браната должина на Радио Слободна Македонија, која што на програмата има емисијата за македонските работи, која што дискутира за најактуелните случувања на плуралистичката македонска политичка сцена. Да продолжиме таму каде што застанавме. Странските центри на моќ се во главната ролја и на македонската политичка сцена. Сака тоа некој да го признае или не, во втората деценија на новиот милениум се поевидентно се апострофираат ваквите центри на моќ од странство, кои што во веќе видливата и најавена трка за моќ влијат со воспоставување или помагање да се воспостави некоја марионетска власт преку разни форми, најчесто така наречени невладини организации, преку фрустрираните опозицијски партии кои се жедни за власт и кои повеќе изборни циклуси се наоѓаат, ако може така да се изразам со еден модерен израз, во бекстејџот на политичката бина, се во служба на олигарсите кои што дебело плаќаат. Не сум верувал, но верувајте, се тоа што го спорувам има иста бранова должина со анализите кои што ги прават и оние виканите политичките аналитичари, политичарите, луѓето стручни во оваа фела. Во Македонија се фатени на дело повеќе такви вештачки творби кои што во името на демократијата рафално ја минимизираат работата и политиките на актуелната власт, на која речиси цела деценија народот континуирано и ја дава довербата за водење на државата, истата да биде во чекор со модерните просперитетните европски општества. И најчесто на лидерската позиција на ваквите внатрешни и дужегрижнички организации под капата на Сорос, чадорот и странските центри на таа моќ се бират и ставаат обично изабени, бивши, промашени, листопадни и до коски сфрустрирани политичари од домашното производство, Made in Macedоnia, од кои што некои, но честни исклучоци, простете ми, за шака долари би ја продали собствената мајка, ако од нив тоа го побарат моќниците и олигарсите од зад границите на Македонија. Во изобилство подпомогнати и благословени од медиумите, финансирани од нарачителите и подкапа на центрите на моќ, повторно тие, непрекосновени во етерот и брановата должина кога во прашање идејата за фаворизирање на антивладините протести на сметка на пошироката јавност на само нивен својствен начин ја пропагираат она нивна протежирана вистина за Македонија. Токму така, во името на демократијата, со опојниот мирис на зелената девизна валута, удрија жестоко по институциите, ги рушат спомениците и вандализираат македонската демократија. Дали може би грешам? Тогаш, која е, каква и во што се состои улогата, активностите и поставеноста на повеќето декларирани невладини организации во Република Македонија, кои учествуваат и кои што манифестираат улична демократија низ сообраќајниците на Скопје? Секој ден, континуирано, со жестоко темпо. Кој и колку ги плаќа учесниците во демонстрациите и девењата врз институциите на системот? Да му објаснат на народот кој за што и со каква цел е дојден тука, например да одговори, или како нивната поставеност, да одговори од отвореното општество под капата на Сорос, Националниот демократски институт и сличните на нив. Од каде толку пари на нивните банкарски конта кога не се во доменот на производителните дејности? Сето ова ми провејува нешто веќе видено и остава простор и место за компарација со така нареченото ТВ шоу Твоето лице ми звучи познато.
Навистина, го подцениат нашиот интелект, ја понижија нашата моќ за перцепција на настаните кои што им претходеа на црните сценарија во Киев, Грузија, некои африкански држави од југот. Сите овие и ваквите активности изискуваат пари, и тоа многу пари, почитувани, и финансии. Било која партиска опција, колку и да има соодветна, стабилна, финансиска подлога, без туѓа помош не ќе може да одговори на сите потребштини кои што ги бара ваквиот начин на демонстрирање на уличната деструктивна демократија. Значи, дека ова што и се случува на Република Македонија, на нас за 2 години некој дебело го плаќа. За голема среќа не со народни пари, а тој што плаќа, финансира и спонзорира, со право очекува дебел возвратен бенефит. Вистината се потврдува и со благонаклонетоста и несватливите постапки што странскиот фактор ги прави кон опозицијата. Целта е повеќе од провидна. Обоената или, како сакате, шарена револуција по пример на претходните во другите средини и ранливи кревки општества, со цел дестабилизација на земјите, дужегрижничкото нивно интервенирање со изразена желба за помош, не баре, ние сме кадри тоа да го сториме сами. Тоа ни се наметнува и тоа е она реалното кое што ни се случува. Но крајната цел е сосема друга. Сето ова води во прилог на инструктираните политичари кои веќе заборавија што значи со волја на народот да бидеш на власт и кои триејки ги задоволно раците само наливаат бензин на огнот. Насилното тргање од власт на Груевски и ВМРО ДПМН им оди во прилог на сите останати, но не и на народот на Македонија. Тој јасно и недосмислено им порача на олигарсите од Запад. Преласта и геостратешките желботеки не реализирајте ги преку Македонија. Доминантната улога на Балканот со сила и компресивни влијанија се само обид да се дестабилизира нашето општество и ништо повеќе. Точно и тоа, дека сето ова катастрофално ќе се одрази врз економските токови на македонското стопанство. Па зарем за тоа треба и да ви ракоплескаме. Но сепак не заборавајте. Македонија го има наголемето свое богатство, што никогаш никој не може да го стави не може да на тој начин да ја стави на колена со свитка на кичма. Македонија го има својот македонски народ на своја страна. А народот почитува и на најголемото богатство на една земја кој што со векови инвестира во него за опстанок на жешката и турбулентна меѓународна политичка сцена. Судбината на Македонија е во вистински раце, во раците на македонскиот народ. Исчистувајќи си го првин сметот од нашиот двор, да продолжиме по вистинскиот пат, кој го зацртавме и од кој нема да скршнеме по било чија закана или присила. Впрочем, како што знае да каже и напише перото за наум на сите, Македонија во третиот милениум, во оваа и многуте следни лета, господови, е историска, економска и културна реалност. Светот без Македонија никогаш не би бил она што е. Ете, почитувани, ова би било се што подготвивме за најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Дозволете ми од моје име, од името на луѓето што го реализира ова издание, да ви го честитам празникот на празниците, Великден, нашиот празник кој што не дава шанса, можност и како што се реков, со голема љубов, со пружена рака да ги решаваме проблемите. На крајот на краиштата сите сме луѓе. Потекнуваме од ова поднебје, сите ја сакаме Република Македонија. И во името на таа Република Македонија едноставно да престанеме со вакви работи кои што не доликуваат на едно демократско општество. Почитувани, денеска е 1 мај 2016 година. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков, уредник и водител на емисијата за македонските работи во продукција на радиодифузното друштво Радио Слободна Македонија. Довидување и до слушање идната недела после 20 часот. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела 20 часот.